Училишната година започна, а со тоа започнуваат и активностите на институциите кои што ги следат училиштата и училишните програми, односно работат во функција на децата и нивниот развој. Во таа прилика разговараме со директорката на Дом за деца и младинци Благо Јанков Мучето од Струмица, госпоѓа Светлана Мазгаловска-Вучетик, на тема училишни програми и она што како активности ќе го имаат децата надвор од училишните клупи, а се реализира секоја година во склоп на Дом за деца и млади. Добре дојдовте и ако може на самиот почеток на разговорот да ни кажете како стартувавте вие еве паралелно со училишната година. Предпоставувам дека зачестуваат активностите кои што ги имате како Дом за деца и млади. Најпрво да ги поздравам гледачите на Канал ВИС и да кажам дека нашата работа која што оваа година започна интензивно и мислевме некако дека со годишните одмори ќе застане барем моментално на кратко, продолжува и понатаму со ист интензитет, бидејќи покрај оние редовните активности кои што ги имаме зацртано со програмата за работа, бидејќи секоја институција си има своја програма за работа, ја надополнивме и со други активности и мислам на наше задоволство и задоволство на децата кои што работат со нас, како што и сами кажавте, нашата институција е со културно-образовна дејност од областа на културата, меѓутоа ја прати работата на децата во воншколските активности. Оваа година започнавме со две одбележувања, тоа беа на нашите два големи празници, 8 септември, денот на независноста на нашата република, како и 11 септември, ослободувањето на градот Струмица, во кое што активно учество зедоа нашите рецитатори, членовите на литературната секција, која што ја води мојот колега Ацо Георгиев, а сега продолжуваме нели со нови активности и веќе планот и распоредот за работа за септември и октомври месец, па и до крајот да речеме на оваа школска, мислам оваа година, тековна година, школската година е далеко, сега анџак почнува, е направен. Најсвеж настан кој што сега ќе го одржиме идната недела, ги завршуваме едукативните часови со Роза Мојсовска. Нив ги започнавме во јуни месец, веќе втора година го правиме тоа, на моје задоволство и на задоволство на децата кои што работат со Роза, гледаат како Роза тоа го прави со уста, црта, таа им држи часови, им покажува и тие се доста задоволни од начинот на кој што соработуваат едни помеѓу други. Така работевме изминатата година, така ќе работиме и оваа година. Започнавме во јуни, а ќе финишираме сега во септември. Го користиме убавото време за да работиме овде во паркот на град Струмица, со кој навистина можеме да се пофалиме и е убаво место за работа. Тоа ќе биде една од најсвежите активности. Продолжуваме со размена на изложби. Тоа е проект одобрен од Министерството за култура, за жал единствено оваа година, одобрен од Министерството за култура, меѓутоа има 3 изложби опфаќа, 3 размени. Едната веќе ја реализиравме, беше во првата половина од годината. Сега имаме уште 2, ќе биде реализирана со Центарот за култура од Неготино, каде што во минатата година нашата институција со своји представници имаше учество на ликовната колонија Свети Ѓорги. Тоа е навистина една убава колонија, убава можност да децата цртаат и се дружат од поголем број градови од републикава. Меѓутоа оваа година не добија колонијата средства, таа колонија, па и колонијата во Кочани, каде што учествуваме. Меѓутоа, тоа не значи дека нема начин и форма да се соработува. И така да и таа изложба е предвидена кон крајот на месецот. И знаеме дека првата недела од октомври се одбележува секоја година неделата на детето, па еве какви активности предвидувате вие за овој период? Точно така. Септември ќе го завршиме со представување на млади литерати во едно од основните училишта, онаму каде што ќе успееме нели да се договориме, а октомври како и секогаш е навистина полн и богат со тоа што ќе го започнеме со одбележувањето на детската недела со цртање на отворено. Тоа е едната активност. Наредна активност ќе ни биде програма и давање на, да речеме, на оној збор, да речеме,
со кои првачињата се заветуваат дека ќе учат, ќе слушаат, тоа ќе биде во Домот на културата, каде што тоа ќе го биде направено заедно со општина Струмица под покровителство на градоначалникот Костадин Костадинов, како и секоја година и години наназад. Тоа е соработка меѓу општината и Домот за деца и млади. И на крајот, всушност, овој месец го распишуваме конкурсот за детската недела и ликовен и литературен, и на крајот на месец октомври ќе имаме наградување на пристигнатите ликовни и литературни творби. Колку е важно децата, покрај тоа што имаат еден дел од формалното образование, да продолжуваат во некои од своите креативни активности надвор од училиштето, да речеме во литературата, во цртањето, музиката, она што вие како активности го организирате паралелно со училиштето? Мислам дека е од особена важност, дека и вие ќе се сложите со мене, бидејќи освен како новинар и писател за деца, го чувствувате тоа дека во последно време на дигитализација на технологијата колку оди понапред, децата сакаат се нешто повеќе од тој дел, да речеме, меѓутоа за наше задоволство се уште има деца кои се многу надарени за цртање, за пишување, за пеење, за рецитирање, и мислам дека е прилично добро тоа што организираме вакви настани, дури и да има и повеќе институции како нас би било добро. За жал ние сме од некогашните пионерски домови, сега Дом за деца и млади, единствени, и во град Скопје е поделена таа институција каде што децата после наставата, редовната настава, можат да ги надградуваат, да ги развиваат своите таленти. Дури и сметам дека да имавме можност и во летниот период тоа да го правиме, бидејќи многу деца тоа го бараат и од нас, да се црта, да се пишува, и затоа активностите се трудевме до крајот на јуни да бидат присутни. Започнавме некаде од крајот на август, за да можеме, например, што повеќе време или повеќе простор да им дадеме на децата за да си ги развиваат своите креативни способности кои што ги имаат, без разлика дали е тоа во литературната, ликовната или музичката дејност. И треба кон тоа да се приклучуваат и родителите. Во секој случај ние имаме доста поддршка од родителите со децата со кои што соработуваме, така да упатуваме ден апел да сите оние кои што се заинтересирани, сакаат да работат. Еве и денес баш имаме случај кога децата сакаат и пројавуваат интерес да учествуваат во некои од нашите активности и ни престои еден разговор на таа тема. Може ли само да ни кажете колку секции имате активни во моментов и колку деца членуваат од прилика? Работата е кај нас сведена на сектори, бидејќи просторно немаме ние толку голем простор за да можеме секциите да ги правиме со бројка. Повеќето работиме на конкурси, распишување на конкурси, цртање на отворено, на организирање на хепенинзи, на учество на децата во рецитали, учество во ритмики, во програми. Еве сега ќе имаме конкретно програма за детската недела, така да бројка, точна бројка никогаш не правиме некој точна анализа колку се бројчино присутни, меѓутоа оние деца кои што сакаат да работат, кои што имаат можност да работат, некогаш и ние имаме лично барање до одредени деца кои што, например, бидејќи во главном јас како раководител и моите колеги ги пратиме на станите и во градот и во тој кога има некои поуспешни деца или тоа, меѓутоа даваме можност не само на тие деца кои што се истакнале, туку и оние деца кои што воопшто не учествуваат некаде, а имаат желба да учествуваат, се добре дојдени кај нас. Благодарам многу, па се надевам дека ќе ги следиме и останатите активности кои што ќе ги организира Дом за деца и млади. Како и секогаш, соработката меѓу нас и вас е отворена и мислам дека така и ќе остане.